Почитувани гости, дами и господа, добре дојдовте на оваа мала свеченост по повод 17 март, Ден на Црвениот крст на Република Македонија и Ден на крводарителството во Република Македонија. Вечерва овде помеѓу нас се присутни најхуманите луѓе од општина Кавадарци, на кои ќе им бидат доделени јубилејни признанија за нивната хуманост во изминатиот период. Исто така помеѓу нас се присутни и ги поздравувам градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев, председателот на Совет на општина, господин Ристо Сакалиев, председателот на Општинската организација на Црвениот крст Кавадарци, господин Димитар Каракулев, представници од Институтот за трансфузионална медицина, оделение Кавадарци, голем број на крводарители, членови и волонтери на Црвениот крст, како и представници на медиумите. На почеток го поканувам председателот на Црвениот крст Кавадарци, господин Димитар Каракулев, да се обрати на присутните. Повелете. Вечерва го обележуваме овој ден, 17 март, значи и обележуваме 74 години од постоењето на Црвениот крст, односно од формирањето на Црвениот крст во Република Македонија од далечната 1945 година, кога прво се формира Црвениот крст на Република Македонија, а потоа постепено се формираат општински организации во поголемите градови, па и во нашата општина, и до ден денес нашата организација функционира во просториите на улица 7 септември Безброј, кај старото Забно, бидејќи така понародски кажано, по кавадаречки, значи знаеме сите каде се овие простории. Значи денес обележуваме два сегменти, Црвениот крст и крводарителството, како една од најглавните гранки на работење на организацијата на Црвениот крст. Значи да не одиме прво со поздравување и она што значи крводарителство, ќе кажам и неколку збора за организацијата на Црвениот крст и за останатите дејности, за да не ја омаловажиме и обезвредниме работата на сите овие волонтери, членови на Црвениот крст, кои што макотрпно преку целата година обавуваат голем број на активности. Јас ќе ги спомнам само поголемите, односно дел од нив. Нашата организација на Црвен крст брои околу 470, денеска се коригирав, значи тоа беа членови до сега со платена членарина, нормално, кои што може да учествуваат во одлучувањето на општинската организација. До денес имаме нови 30, значи околу 500 членови регистрирани во општинската организација. Имаме и волонтери, околу 50 на активни волонтери, кои што секојдневно ни се присутни во нашата организација. Ова го кажувам за да знаете со какви капацитети располагаме и со какви можности во случај на елементарни непогоди, катастрофи, социјални, бидејќи ние сме социјална држава, имаме семејства со низок социјален и економски развој, значи можеме да делуваме во даден момент кога за тоа има потреба. Црвениот крст е десна рака на секоја влада и на локалната власт, значи кога се работи во обавување на хуманата мисија,
и поддршка на населението во случај на елементарни непогоди, катастрофи и било каква помош кога се однесува за превентива на здравјето на граѓаните. Значи, ќе ги спомнам здравствено-превентивната дејност, каде што имаме голем број на активности преку целата година, недела на борба против ракот, кога имаме голем број на едукативни работилници, трибини, потоа недела на срцево-садови заболувања, недела за здравствена заштита, грижа на старите лица, тука ни е, значи, голем број на врснички едукации кои што се однесуваат на превентива и заштита на човековото здравје. Имаме голем број на наши волонтери, посебно од редот на младинците кои што се десно од мене и кои што имаат завршено такви обуки и во училиштата и во другите средини вршат голем број на едукации. Имаме десетина активни доктори кои што имаат положено и лиценци за давање на прва помош во работни организации и прва помош за возачи и кои што ни стојат како капацитети за располагање, значи и се вклучени во голем број на активности, мерење на шеќер, крвен притисок кај старите лица и така натаму. Друга дејност е социјално-хуманитарната дејност која што ја убавува нашата општинска организација. Ние сме социјална држава. Во текот на годината имаме две поголеми акции: Недела на солидарноста и Недела на гладта, кога се вклучени од првиот до последниот граѓанин, така што на последната денот на гладта во месец октомври, значи ќе ги пофалам, тука имаме големи донации во хуманитарни пакети од градоначалникот и општина Кавадарци, 50 хуманитарни пакети, се поделени во просториите на Црвен крст, значи од нивна страна, од вработените во општината. Исто така со толкова бројка се собрани, односно донираше и компанијата Алијанса УАН со 50 на хуманитарни пакети и со ваучери за најсоцијално загрозените семејства во Кавадарци. Тука нема да ги спомнам, меѓутоа има и голем број на поединци и помали субјекти, училиштата, кои што секој во својата средина, значи на свој виден начин собираше храна, облека, парични средства, купуваше храна за тоа и беше истата донирана онаму каде што е најпотребна. Тие се две поголеми области. Во нашата организација постои клуб на млади, значи младите не се како посебна гранка, кои што се имаат свој лидер, 20 на млади поактивни, кои што се вклучени скоро во сите дејности кои што претходно беа набројани. Би ја спомнал подготвеност и действување при катастрофи. Редовно секоја година праќаме на семинари организирани од Црвен крст на Република Македонија, волонтери кои што се обучуваат за действување при катастрофи и кои што потоа своето знаење го споделуваат со своите врсници во одредени средини, најчесто во училиштата, и заедно со другите субјекти минатата година земавме учество во показни вежби за действување при земјотреси, односно при действување при пожари во основни училишта во Кавадарци, на кои што им е должно секоја година да организираат такви показни вежби и да прават евакуација на учениците во случај на пожар или на земјотрес. Заедно со другите субјекти кои што беа тука вклучени во таквите показни вежби, пожарна, ЦУК, ДСЗ, полиција, брза помош, значи активно учество зема и волонтерите на Црвениот крст со извлекување на повредените ученици од таквите елементарни непогоди. Сега би поминал на областа крводарителство, која што е една од главните гранки и една од причините за која што сме овде собрани сите вечерва. Значи во текот на изминатата календарска година, 2018 година, преку редовни и воредни крводарителски акции, при секојдневно дарување во службата за трансфузиологија, тука сакам да ги поздравам присутните членови од службата за трансфузиологија со нивниот раководител. Значи, она што значи годишен план за нашите две општини, а тоа е 3% од вкупното население на Кавадарци и Росуман, изнесува 1186 единици кои што треба да бидат реализирани. Години наназад, во организација на Црвениот крст, на службата за трансфузиологија, кои што се главни организатори на овие крводарителски акции, го надфрлуваме тој план за да изминатата 2018 година, значи од предвидените 1186 реализирани се 1834 или за 648 единици крв повеќе од она што значи годишен план, односно планот е остварен
во проценти, ако некој го интересира, со 154,64%. И спаѓаме во редот на 10 најуспешни општински организации. Не се надпреваруваме таму, меѓутоа спаѓаме во тие 10 најдобри и во петокот на централна манифестација која што оваа година беше организирана во Велес, бидејќи Велес ете на некоја скала оваа година беше најуспешен во дарувањето на крв. На централна манифестација јас во името на сите вас кои што ја дарувавте вашата крв и во името на сите крводарители од двете општини Кавадарци и Росуман примив признание за остварен план од областа на крводарителството и еве го понесов ова признание. Ова е заслуга ваша на сите вас и мислам дека заслужуваме сите еден заеднички аплауз. Еве од моје име и од име на општина Кавадарци сакам да го честитам 17 март како ден на Црвен крст и ден на крводарителите. Вие сте една популација на хумани луѓе, на хумани чинови кои што ги остваруваме заеднички во локалната самоуправа, меѓутоа и на републичко ниво. Сакам од моје име пред се како човек кој што претходно учествувал во повеќе хуманитарни организации и човек кој што секогаш го почитувал Црвениот крст, да им заблагодарам на сите луѓе кои се активни во Црвениот крст, пред се од раководството, па и самите волонтери и оние луѓе кои што учествуваат во било кои хуманитарни делови. Да бидеш хуманитарен човек не е мала работа, е голем чин и најголем чин. Хуманитарската организација или хуманитарството кај луѓето постои уште од млади години. Како нација, пред се како општина Кавадарци и Република Македонија сме нација која што знае да биде хумана и да помогне еден на друг. Нема поголема вредност од помагањето. Јас сакам стварно од моје име лично да се заблагодарам на луѓето кои што учествуваат во овие организации, пред се на оние најмладите, на волонтерите, а и нормално на повозрастните кои што имаат поголема улога и поголемо влијание во самата организација Црвен крст. Во делот на крводарителите, јас лично како човек имам до сега 5-6 пати дадено крв. Ништо не е страшно, меѓутоа има луѓе кои што водат и рекорди над 100 пати да дадат крв. Нема поголем чин, нема поголем напредок во делот на човечанството, на некој да помогнеш или да спасиш живот, или барем се потрудил да помогнеш. Така да нема зборови со кои што може да се заблагодариме на тие луѓе, пошто без Црвениот крст мислам дека нашата локална самоуправа или нашето општество не би било тоа што е денеска, поради тоа што Црвениот крст е символ за еден голем символ за хуманитарни луѓе и за хуманитарна организација. Благодарам од моје име и се надевам за добро. На сите крводарители им го честитам празникот и им изразувам голема благодарност од своје име, од името на целиот персонал на службата за трансфузиона медицина, како и од име на болните и повредените за кои што даруваната крв значи многу. За голем дел од нив таа е единствен лек. Бидејќи крвта не може да се добие по вештачки пат, нити на било кој друг начин, освен да се земе од здрав човек крводарител, тоа самото крводарување го става највисоко на скалата на хуманоста. И затоа и крводарителите меѓу хуманите луѓе се најхумани. На крводарителите кои вечерва ќе добијат признанија им честитам, им посакувам добро здравје, уште многу крводарувања и многу вакви награди. А до граѓаните на општина Кавадарци упатувам еден апел да се приклучат кон хуманите крводарители, барем еднаш во животот да даруваат крв и да спознаат едно чувство како е да се даде дел од себе за да се помогне на друг.
Музика